Во овоштарството и лозарството 70% од родот отиде. Пепелница и пламеница, како резултат на обилните дождови и сонцето по нив, лозјата ги остави без грозје. Еве, може да погледате самите, да видите што има во него. Се е фанано. Тоа дали од дождове, нека лоши дождови има, прскаме, па до сега 5 пати го прскаме, нема фајда. И се е отиде. Еве, може да погледнете да видите, тоа е се лом. Јас више лоза одржувам 40 години. Од тие 40 години таква катастрофа не е била кода сега. Катастрофа е ова. Идентично лошо е и кај овошките. Најмногу на удар се праските, кајсиите, вишните, крушите и јаболките. Онилијете даноко си го зеде веднаш. Тоа е ги нападна младите фиданки, ги нападна цветот, ги нападна родните пупки. Фактички родот беше во стартот уништен. Тука се однесува на вишната, на кајсијата и на праската. Додека пепелница данокот сега го собира. Ги заболе комплетно, го заболе целото растение, не се разви добро плодот и плодот кој таков остана во неправилна форма. Во последните 50 години ова е најлошата година за овоштарите, кои што и да направат, родот не можат да го спасат. Тажното е што во оваа фаза од развојот на виното лоза многу малку можеме да сториме, бидејќи добрата земјоделска практика и производство на безбедност на храна налога на правилна употреба на фунгициди и сите останати хемиски средства за заштита на здравјето на растенијата. Оно што може земјоделците да го стојат од деновиве е да извршат контрола и третман со контактни, превентивни и куративни пестициди, односно фунгициди против пламеницата и пепелницата. Кај дел од лозовите насади се уште рано, меѓутоа може да се појави и појава на ботритис, поради што исто така треба да бидат преземени мерки. Во источниот регион штети се забележани кај околу 1500 хектари под лозови и овошни насади, од кои околу 580 хектари се овоштарници, а 960 лозја. Годишно од нив се добиваа околу 9000 тони грозје и 3000 тони овошје. Годинава прашање е дали ќе се наберат 2500 тони грозје и 1000 тони овошје.